Им велам на кирките дека сум јадала кај соседите, за да не се грижат за мене, а да има повеќе за нив. 37 годишната Даниела открива Паланка ги лаже собствените деца за да го изедат и незиниот дел од храната, а да не им биде мака дека нивната мајка останува гладна. Алфа тргна да ја истражи оваа потресна приказна објавена на социјалните мрежи, но Даниела не сакаше да се снима. Вели не сака публицитет, ниту пак пари. Туку единствена желба е децата да не и легнуваат гладни. На ова, но и на стотина други семејства им помага хуманитарната организација Свети Спас, со која раководи отец Оливер Петровски, кој ја враќа надежта кај луѓето. Тој вели дека има многу деца што немаат леп намаз, топол дом, обувки. Има многу луѓе кои што одвојуваат од своите скромни примања за да купат и да донираат во хуманитарната организација. Се вклучија и доста фирми, меѓутоа сепак многу повеќе се потребни, нели? Иако ние сме под закрила на Македонската православна црква, сепак во нашата програма значи нема само православни македонци, напротив, значи буквално секој ден на кој што му е потребна помош е добре дојден, така што во моментов имаме значи од сите вери, од сите националности во Македонија, и албански семејства, и ромски, и босански, значи секој оној на кој што му е навистина потребна помош, ние сме тука да им помогнеме. И да сакате пари во Свети Спас не можете да оставите. Оваа организација ниту прима, а ниту работи со финансии. Во случаи кога помагаат за болести, отец Оливер ги спојува донаторите со оние на кои им се потребни парите за директно ним да им ги дадат средствата. Нашата хуманитарна организација не работи со финансиски средства, тоест не прима финансиски донации. Меѓутоа, секако дека добре дојдени се буквално сите останати донации. Најмногу што ни е потребно е нормално донациите во храна и во средствата за лична хигиена, кои што ние им се радуваме секогаш. Најнормално затоа што колку што повеќе донации ние ќе примеме, толку ќе можеме нормално да помогнеме. Организацијата Свети Спас постои веќе 3 години, а отец Оливер е задоволен. Од и во неа членуваат и 10-годишни деца, кои на хуманост секојдневно ги учат и повозрасните.